ќе ги раскажеме во продолжение приказните за ренџерите. Денеска инаку светскиот ден на ренџерите. Особена чест и задоволство со мене е Ѓуро Јовчевски, тој е ренџер, повеќе од 20 години, чувар на природата во Националниот парк Галичица. Не дојде утринава од Охрид. Добро утро. Добро утро, Јована. Ајде прво да објасниме. Што се ренџерите? Кои се ренџерите? Кој е нивното значење? Која е нивната задача? Благодарам на прашањето, благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Имено ренџер е една племенита професија, за мене повик, односно очи и уши на природата која треба да се заштитува. Значи, ренџерот представува лице кое е во склоп на заштитеното подрачје, дали ќе биде национален парк прогласен заради одредено природно подрачје кое е под собственост на влада, во кое не смее да има експлоатација на природни богатства, не смее да има промена на теренот, не смее да има наплив на градежни активности и има еколошки мерки и заштита на екосистемот. Тоа се едни од битните начела, дали ќе биде национален парк, дали ќе биде парк на природа, споменик на природа, строго заштитен резерват. Тука се сите тие ренџери кои се грижат за чување на природата. И можем вашиот приоритет е природата. Апсолутно. И зачувување, велите и за вас е посебно задоволство и благодет што можете да го правите тоа, да и вратите на природата таа убавина која што ни ја дала. Добро, што треба да исполни еден човек кој што сака да биде ренџер? Кои се квалификациите кои што треба да ги има? Образование, обука, што имате се вие? Да, средна стручна спрема, да поседува вештини со англиски јазик во најмала рака, да има комуникации, да има пред се љубов кон самата природа, бидејќи неговите основни начела во склоп на заштитеното подрачје ќе биде контакт со туристички посетители, контакт со незаобиколното местно население кое секако гравитира во рамките на паркот и заштита од противправните дејствија кои би ги опфаќале заштита од бесправна сеча, заштита од криволов, заштита од узурпација на државно земјиште и бесправни градби, заштита од оттуѓување на благородни минерали и разноразни други активности кои спаѓаат под заштита на природата. А секако се полага и стручен испит под покровителство или под надзор на Министерството за животна средина, кои се надлежни за таа струка. Именно тоа се на овие фотографии кои што ни ги испративте, сите кои што ги гледаме сега, тоа се ваши фотографии и ова убавина која што вие имате можност да ја видите во живо, еве ние на ваков начин. Добро, имате издружение за волонтери, како располагате со помош? Колкумина сте вие кои што ја имате таа, па може титула слободно да ја кажам, да бидете ренџери, а обучувате и помлад кадар, колкумина ви се на помош? Да, Јона, имаме голема помош од волонтери, всушност неколку здруженија кои се етаблирани во рамките на Националниот парк Галичица функционираат. Тука на прво место ќе ја кажам спасителната горска служба со Антонио Додевски, дечките се 20 и неколку спасители, волонтери кои прават прекрасна работа, што се реткост во Република Македонија со уште неколку друштва кои секој парк е обврзан да ги има всушност, меѓутоа работат на база на волонтеризам, на проекти, се борат луѓето со ветерници. Има доста спасено луѓе, извлечено, бројката е стварно импозантна која би се зборувало. И имаат уште 20 дополнителни волонтери. Добро, што знаеме дека имаме такви луѓе. Да, среќа, стварно. Во рамките на паркот се дешаваат постојано. А сведочиме? Несреќи, параглайдеристи кои ќе паднат без да го гледаат времето или луѓе кои се искачуваат по карпи. Па и туристи да забегат, и пожарите ќе ги споменеме и тие на крајот. Да, и прости само да довршам околу волонтеризмот, тука се секако Здружение Велика Меноделчани, Екофаб со Горан Стојановски, Македонското еколошко друштво кое не се одлични пријатели и чинители во рамките на самиот парк, Паркот на природа Езерани и волонтерите од Преспа, како и Здруженијето на љубители на Галичица, кое
е исто така етаблирано во рамките на паркот, составено од местно население, од помлади личности, вкупно едно 150 волонтери кои би биле во секоја можност да помогнат кои одговараат на предизвикот. Галичица, меѓутоа и на друго место во градот Охрид и пошироко Република Македонија. Како се пријавуваат тие за да бидат волонтери? Тие доаѓаат и кажуваат сакаат јас да бидам волонтер и потоа поминуваат обука, како оди цел тој процес? Апсолутно. Во како проценувате дека се добри? Значи секој кој е психофизички способен, нели волонтеризмот е состојба или да речам пропишана со закон и си постојат клаузули, нели, кој може да биде волонтер. Ние имаме во нашето здружение, како и во другиве, секако си имаат своја политика, како сето тоа го регулираат по закон. Имаме 3 тима. Едниот тим е за собирање на депонии и пријавување на сторители, а вториот тим е доброволна ренџерска служба која соработува со сите служби во градот Охрид, вклучително и со паркот, и пријавуваат разноразни девијантни појави. И третата е 20 обучени, се извинувам, пожарникари со сертификати преку ДЗС, кој точно се знае како се реагира, бидејќи со огнот нема играње, тоа е сепак наука. Така да све со закон пропишано и точно се знае како што. Моментално малку се опрема, се уште се снабдуваме, меѓутоа желбата е силна, ентузијазмот исто така да уведен сум од 2 години ние постоиме како другите постојат повеќе декади, дека со љубов ќе успееме далеку. Во група се стигнува многу далеку. Да, верувам дека е така. Споменавме дека вие сте главните кои што имате директна врска линија со туристите, задолжени за туристите. Од друга страна, па мора да го спомениме и населението. Колку населението ви помага во вашата работа? Колку па се одговорни туристите? Со што се среќавате секојдневно? Ето, тоа ќе го раздвојам на 2 дела. Туристичките посетители се секако крајно свесни, претходно едуцирани, која доаѓаат на различни нивни активности од калибар на параглайдинг, хајкинг, прошетки, велосипедизам, искачување на магаро, на други врвови. Значи, доаѓаат генерално подготвени, но се случува индивидуалци да залутаат и да бидат неодговорни. Но во поглед на заштита кон природата и одговорност, можам да кажам дека им е на многу високо ниво, не фрлаат ѓубре, едуцирани се, нивните земји ги имаат добро спроведено сите тие мерки за заштита на природата, така да кога ќе дојдат овде, немаме некои потешкоти во однос на било какви, не дај Боже, девијантни појави, а населението во рамките на Националниот парк, кој е близу 6000 број, 18 села и местни заедници, јавно кажувам дека е многу крајно свесно и одговорно население со кое градиме соживот одличен низ годиниве. Луѓето се со едно 20% приватна собственост присутни. Ние како вработени всушност сме гости кај нив, да речеме, ето така е зборот. И секако се трудиме заеднички да дојдеме до добар успех. Ако некојаш било приоритет да пресечат и некој дрво или било како, кога и то било минимизирано нивната, да речем, некоја неправилност, била на многу ниско ниво, сега луѓето остваруваат приходи од туризам, апартмански туризам, имаат ресторани, имаат прошетки со туристи и се крајно свесни и кон заштита од пожари, и кон заштита на природа, со исклучок на поединци секако кои имаат такви личности, да, меѓутоа во глобала населението во рамките на галичките села е крајно одговорно и сериозно и со многу голем пристап кон заштита на природата и природните вредности. Ние и веруваме во тој рурален туризам дека токму тој ќе придонесе и до поголем развој на нашата земја. Така што добро е што слушаме дека сепак се одговорни во тој поглед. Додека зборувавме одеа фотографиите како се справувате со пожарите, еден голем предизвик кој што минатата година особено го живеевте. Имаше пожар кој што колку дена не можеше никако да се стави под контрола, не можеше да се допре до местото кое што беше главниот причинител за буквално цел појас да го зафати. Како падна точеве, ќе ми кажете кој е делот. Оние кои што беа во кампот, кој што е веднаш долу, неколку дена после тоа ги чувствува и мирисот и остатоците од пожарот. Љубаништа беше место во кое што од најомилено место тие денови додека беше пожарот сите бегаа од таму. Што се случуваше? За жал, Јована, последниве години гледате како е со глобалното затоплување и секако ќе биде уште полошо, но човечкиот фактор е најбитен за оваа работа и сето тоа е во 99% случаи подметнато и со причина од луѓе.
Во рамките на Националниот парк Галичица, јас водам една статистика како одговорен близу 20 на години и за заштитата и за пожари. Можам да кажам дека сум имал близу 70 интервенции, од кои едната траела можеби половина час до најголемата во ланската година 25 дена. 15 ефективни, 10 спорадични за жал. На други места населението е крајно свесно во последниве години, така да скоро да немаме ефективни пожари. 25 дена, тоа мислам дека ги занемарува сите претходно кои што се ги имале. Пожарот дојде исто како 2007, во 2021 и во 2024 за жал од страна на Република Албанија. Во 2007 и 2021 беше во делот од кај Охридската страна се гледаше. А сега како беше, кој точно делот кај што беше? Сега беше од Преспанската страна, од кај на самата граница во делот на кота 11, близу 12. 3 дена лично присуствувавме со десант, со хеликоптери, ја изразувам огромна благодарност до хеликоптерската единица на МВР, како и до АРАМА и како до пилотите од ер-тракторите. Тоа за мене се најголеми херои, поголеми од ние што гасиме долу. Тие луѓе го ризикуваат секој ден животот, секако како и пожарникарите, рамо до рамо, меѓутоа тие луѓе исто така даваат надчовечки напори. 7 пати не транспортира или 8 до Стара Галичица на 2000 метра непристапен терен, 3 дена не дадовме да влези пожарот, малку луѓе знаат. Едно е да го гледаш од далеку, друго е да бидеш инволвиран во самата жижа на толку степени со 100 експлодирани гранати за останати од Прва светска војна, кои може и да завршат фатално, за жал не се исчистени, останати се таму за секогаш. Така да после тие 3 дена Јована сврти комплетно друг ветер од источната страна и тој дел што одеше во Албанија, тој крак од 2-3 километри го расшири и направи фронт од 30 километри. Така да 150 луѓе беа секојдневно на 3 дестинации уклучени, секоја имаше по едно 7 до 10 километри појаси да се прават и други работи, тоа беше невозможна работа, бидејќи тревата и ниската смрека, таа е мотивација за овчарите кои палат за да дојдат до трева, а пожар од граници не познават, лесно влегуваат од Албанија кај нас, така да тоа е тоа што сакам да прашам со временските услови не можеш ниту да ги предвидиш, ниту да ти бидат сојузник, ништо. Тоа од минута се минува, но од друга страна може сојузник да ви бидат само граѓаните. Сега велите во 99% велите се подметнати. Кога вака слушаме ние како обични граѓани кои што сме надвор од вашата работа, од тоа што вие се соочувате секојдневно, и кога гледаме што се случува и велиме, добро, нели може да ги фатат, нели може да ги најдат, нели може сето тоа да се спречи, да се превенира. Која е реалната слика? За жал, морам да бидам искрен, многу е слаба ресоциализирачката мерка, односно казнената политика со ваквите луѓе кои ја тероризираат држава и Мислите дека таа е единственото решение, кога некој ќе биде осуден и обвинет? Видете, една од големите мерки е таа. Но секако секоја институција која има надлежност да стопанисува со просторот е должна да води патроли, да има ностоп опрема, присуство на терен, бидејќи брзата реакција е многу пресудна, веднаш да го фатиш пожарот, да го заокружиш, да го изврдиш. Како што и вие правите. Али за жал на Стара Галичица, повторувам, нема пристапни патишта, тоа е од 3 зони строга заштита, црвена зона строга заштита и тука е невозможно, нема пат. Како што велам, вие правите со помалите пожари кои што ги лоцирате на време. Затоа ги решаваме брзо. Ето, овој пожар е чувствителен на Стара Галичица, додека пристигнеш ти треба 3 часа пешки или единствено со воздухоплови. А за 3 часа може да се случи. Со сета опрема, со прскалки, со све одиш. Тоа додека стигнеш. Колку тежи таа опрема? Зависно, 20-25 литри колку ќе ставиш. Колку ќе ја наполниш. Да, а гледаш да понесеш колку можеш повеќе. Па да. За да завршиш работа. Точно. Тоа е, ево, Езерани, например, кај колегите и пријатели од паркот на Езерани, за жал се случи, ево, веќе 15-ти ден, ево, 2 дена е мирно, 3, има, поготово на делот кај Шурленци, Волкодери, Перово, Езерани, тој дел, на луѓето им изгореа цели садници со дрва, каде јаболкото не оди, уште тоа им требаше, па и жито имаше, но брзо се реагираше, секој ден луѓето со пумпи, луѓе со трактори, цели села стануваа да помогнат, пожарните од сите страни на другите градови доаѓаа, го локализиравме пожарот постојано. Следниот ден повторно имаш, следниот ден повторно имаш. Тука зборуваме за одговорноста на граѓаните. Мирно, на име до кога? Да, имаме уште куца време да го заокружиме разговорот и покрај сите овие предизвици со кои што се соочувате секојдневно.
што е, господине Ѓуро, она што ви дава најголем мотив, жилба и елан за работа и секој утро, велите, станувам рано во 5 часот наутро, секој утро се подготвувате и заминувате? Јована, единствена мотивација ми е дека нешто ќе постигнам за едни генерации во оваа држава која, за жал, гледате како во кој правец се движиме, нешто да се поправи, младите ни заминуваат, не гледаат перспектива, само исклучиво ме мотивираат таквите работи, борбата за правда, заштитата кон природата и дека нешто ќе направиме. За жал, правосудниот систем не сакам да коментираме, затоа со 2% слабо ги работат тие мерки. Ево, Галичица е под канонада на дивоградби, на моќници. Јас немам проблем веќе со криволов, со кражби на дрва и други работи, понекоја депонија, за разлика од порано помалку. Но имаме проблеми со дивоградби на личности кои имаат моќ, кои не се процесуирани, луѓе кои украле државно земјиште па им се впишува. И токму тоа не ме поколебува, него ме терат се понапред и понапред. Но тоа е тема за друга прилика, ако ме поканите некогаш, па ќе кажем и тоа што треба се веќе за тоа. Благодарам што дојдовте утринава од Охрид. Благодарам, беше чест и задоволство да ве запознам, да разговарам со вас и нека остане тој мотив, жилба за работа секојдневно и нека биде потик за помладата генерација. Да се зголеми бројот на волонтери. Да. Благодарам многу за честа и поздрав до сите гледачи, до сите во студиото. Ви благодарам на поканата, ми беше особена чест и задоволство.